Од утре започнува реконструкцијата на оделот за физикална терапија при Кочанската општа болница. Реконструкцијата е со цел одделот да биде подготвен за да ги дочека пациентите повредени од пожарот во дискотеката Пулс, кои се лекуваат во странство, како и оние кои се лекуваат на скопските клиники. Во однос на Пониква, значи физикалната терапија ќе обавуваат 4 физиотерапевти, ќе бидат присутни медицински сестри, лекар, значи а исто така ќе имаме посета на психолози и психијатри, кои што ни се во соработка со Центарот за психолошка поддршка од Скопје и невладини организации кои што сакаат да завземат учество во однос на психолошката поддршка. Исто така, значи физикалната терапија ќе биде надгледувана од специјалист физијатар кој што ќе биде исто присутен на Пониква, кој што ќе биде во соработка со клиничка болница Штип. Во однос на, значи нема да изоставиме никој од физикалната терапија, во однос на тие пациенти кои што немаат можност во моментот да бидат на Пониква или кои што од одредени здравствени причини во моментот би сакале да ја обавуваат физикалната терапија во Кочанската болница, ќе се веќе адаптирана просторија за физикална медицина при одделот на хирургија. Во однос на одморалиштето на Пониква, во кое ќе се врши физикална терапија на повредените, активностите треба да завршат до крајот на оваа недела. Тимот лекари ќе бидат на Пониква, каде ќе се врши самата физикална терапија, а со тоа повредените ќе ги избегнат високите дневни температури за терапија во Кочанската болница. Од утре, значи најавена реконструкција на Кочанската болница која што започнува токму од одделот за физикална медицина и рехабилитација, за да имаме еден спремен оддел кој што ќе ги дочека сите пациенти, тие кои што ни се враќаат од странство и тие кои што ни се веќе на лекување во скопските клиники. Со тоа сакам да кажам дека ниеден пациент нема да биде изоставен и во соработка со клиничка болница Штип, значи ќе направиме оперативен план за тоа како ќе бидат згрижувани пациентите кои што во моментот додека трае реконструкцијата на Кочанската болница, значи како би биле збринувани останатите пациенти. Значи морам да напоменам дека ниеден пациент нема да остане без физикална медицина и рехабилитација. Во моментот 5 од повредените пациенти се лекуваат во странство, а 5 во државата. Речиси сите се евалуирани и се поделени во 5 групи согласно нивните повреди. Во првата група се најлесно повредените пациенти, овде се 36, а во петата се најтешко повредените, кај кое можен и хируршки зафат и овде се 16 пациенти.